Добро вечер. Јас сум Сања Васича. Во вечерашната топ тема ќе дебатираме за партизираното судство и дали е можно решение. Ова се клучните дилеми. Избор на судии од министерско тефтерче. Прислушуваните разговори ја демаскираа спрегата извршна власт судство. Има ли уште интегритет кај судиите? Како да се врати довербата во третата власт? Мои гости во студиото вечерва се колегите Јадранка Кустова, главен уредник на неделникот Фокус, Назим Рашиди, кој има своја авторска емисија во телевизијата Алсат, и Љубиша Станковиќ од Утрински весник. Но пред да ја почнеме дебатата, да ги видиме изјавите на поранешниот претседател на Судскиот совет Беки Мисени и адвокатот и поранешен антикорупционер Драган Малиновски, што тие мислат за судството денеска. Реформа е неминовна во судскиот систем и Судскиот совет по мене треба да се реформира. Не во ваков состав и не во ваков избор. Да комуницират меѓу себе е јасно дека е злоупотреба на службен положај. Јас имам слушнато дека разговарат и за избор на локални избори, ги собират судиите и разговарат на како да се даде глас. Тоа веќе не е систем, туку се работи за личноста, која функција му е доверена нему. И доколку он ја обавува така функцијата, тогаш не ја обавува функција, туку ја злоупотреба власта. Дали членовите ќе гласат за тоа што ќе им каже некој или не, тоа зависи дали тие ја обавуваат работата професионално и стручно. Доколку се стручни, а не професионални, тогаш е неквалитетна работа. Затоа што стручноста значи знае како треба, што треба, али професионалистот работи не со наредби, со молби, туку оно по своја стручност. И не е послушено на некој, на било какви влијанија. Има и честни судии, и тие се и повеќето, и посветени и така. Меѓутоа, сите тие, и честните, и посветените, и професионалните, повторно работат во еден амбиент на пресија. Мислам, тоа треба да бидеме свесни. И ако видите сега дека Судскиот совет, кој е орган дефиниран со закон, кој треба да ја обезбеди независноста на судската функција и независноста и да создаде услови судиите да може да работат непристрасно и по закон, тој исти Судски совет е поприлично искомпромитиран после она што го слушнавме, гледаме како тој функционира, како се таму одлучувало. Себе ова не е ново. Состојбите во судството билат се јавна тајна. Но по снимките што беа објавени вчера од опозицијата, кои се однесуваат токму на судството, многу работи како да се разголија. Министерското тефтерче на Јанкуловска, на едно од овие аудио снимки, покажа како се одвива пазарењето на за судиите и обвинителите. Љубиша, дали бевте изненадени вие? Не, апсолутно не. Видете, тефтерчето е само по мене финале на оно што се случува. Ние имаме веројатно кратко памтење и памтиме само 3 дена на назад. Ајде почнем со конкретен предмет. Дали се сеќаваме сите на предметот мост? Дојдова во судот, во апелациониот суд и беа наредени судии и обвинители и министерка за внатрешни работи. И никој тогаш не постави прашање што бара министер за внатрешни работи во судство. Што бараме и обвинителите? Дали некој покани? Дали некој викна? Таа држеше главен збор. И истата таа министерка која што однапред знаеше кои се сторители, кои се извршители, така натаму и така натаму. Значи кога немаше ни осомничено лице, ни приведено лице, знаеше и кој е мотивот за убиството. За тоа петкратно убиство. Така да тефтерчето сега станува многу работи ја појасни.
Предпоставувам дека испадна дека министерката ги поканила да дојдат нив во судот. Знаете, година назад се зборува дека обвинителите одат во МВР и таму ги составуваат кривичните пријави. Што е невиден парадокс. Тоа е страшна работа. Значи, веќе не функционира по системот, обвинител го повикува инспекторот или не знам кого, напротив, сега обвинителот им оди на нога. Судиите им одат на нога. Едноставно доволно да имате кривична пријава. Таа проаѓа секако. Имате финале, пресуда. Прашањето е за годините. Дали ќе бидат 5, 6 или 10, не е битно. Дали ќе се реши вака или онака, значи повторно се решава на едно друго место. Зошто го велам? Бидејќи ние забораваме дека Закон на кривична постапка предвидува една долга постапка. Кривична пријава сама по себе не значи ништо. И луѓето треба да сватат. Обвинителот е што цени дали има докази, има аргументи или нема аргументи. Ако нема, ја враќа пријавата. Меѓутоа сваќаме дека овде работи, тефтерчето работи. Тефтерчето разрешува, особено за именувањето, тефтерчето разрешува, тефтерчето именува, веќе кога некој ќе задолжите да стане судија или ќе задолжите да стане обвинител, тука завршува приказката. Јадранка, нели е шокантно на 28 годишната најмлада судика, веста дека станала судика, да ја соопшти првиот човек на УБК. И тоа ли шокантно е во демократски држави. Во нашава држава во која демократијата е сосема изместена, јас ја нарекувам демократура, обично тоа ми е поадекватен израз, ние оттрпнавме веќе на се. Ние ги спуштаме стандардите. Ако се вратиме од 90-та наваму, ќе ве шокира првото изместување од колосек и понатаму некако си навикнувате дека е дури нормално, нели, по тефтер да се одредуваат суди, кој ќе им го слушнете гласот со која леснотија, со така, мислам, дури весело, онака си разговараат како се местат по партиски клуч, со партиски договори и партиски кадри. И тоа, веројатно, си го сметаат за нормално. Тие истите кои ќе речат дека Македонија, нели, е, сето тоа го работат согласно Уставот. Што сметам дека не прават малку малумни, бидејќи ние знаеме што пишува во Уставот. Задачата на новинарите, на мислечките луѓе да ја анализира како тоа се одвива во стварноста, каде се изместуваат работите. Па, видете, дури во комунизмот, нели постоеше она морално-политичка подобност за се барало за судиите. Денеска имам впечаток по дел од тие разговори дека само политичка подобност се бара. Моралниот елемент некаде е изгубен. И ние често во овие години, ма и години наназад и за сите претходни години сме пишувале за ваквите деформации во судството на наши судии, на наши обвинители, кои тоа е класична политичка корупција во која јас вас ќе ве вработам, вие сте толку среќни, па сте благодарни, нели, стоите на услуга. И она што е многу пострашно, ајде да речете некој, еве, со врски го вработиле. Тие се понатаму теледиригирани дури да одработат било каква пресуда што тие горе кои владеат ја замислиле. Тоа е убиствено за правдата. Како граѓаните, назим, после се во ова, особено оние што бараат правдата на суд, го доживуваат она судското во името на граѓаните на Република Македонија? Па мислам дека се што се случува е делот кој е проблематичен со нашата политичка култура. Никој, како што гледаме, никој не се изненади од тоа што слушна, најверојатно сите знаевме како се одвива. Од овој аспект, може би, и знаеме дека има политички процес кога некој се именува, во смисла на тоа дали тоа ќе биде собрание или дали ќе биде некакво друго тело кога ги именува судиите. Мислам дека проблемот веќе сега станува јасно, за мене бил јасен и многу поодамна, дека ова е огромен проблем и на самата судска фела. Зошто го викам ова? Бидејќи за мене, од кој што доаѓа од некоја култура западњачка, нели сум живеел повеќе години во Лондон, за мене беше изненадувачки кога судиите ќе речат дека не смее да се дебатира или дискутира судска одлука. Па како тоа не смее? Како ние ќе научиме? Како ние не треба да земаме примери како треба нешто да се случи или не се случи? Значи, тој став на самата судска фела дека они треба да се
се некако третираат многу подалеку од сите или погоре од сите, во суштина покажува дека ова е огромен проблем и за нив. И мене исто така ме изненадува, еве слушавме и од изјавите дека сигурно има честни суди и нели сите тие професионалци кои се во таа фела. Но проблемот е зошто никој од нив јавно сега не излегува и да каже каква е или колку е драматична ситуацијата. Да, Малиновски вели да, може би имам, но целата атмосфера, сето тоа кај што работат, не им овозможува. Или сепак е до нив, сепак нема интегритет. Новинарската фела, каква фаза помина и колку ние нели имавме притисоци и па нели цела фела нели има огромна дебата и дискусија, некој вели има притисоци, некој нема. Значи ние тоа не го слушаме и не го гледаме што се дебатира внатре во судството, нели? И тоа е можеби проблемот што општеството има потреба да го побара, а да не разговарам после за фактот за тоа првично ваше прашање колку во суштина луѓето ќе имаат доверба во судството. Па тоа е не знам што збор да кажам, колку е тоа погубно за целото наше општество и не само за судството веќе, него за целиот наш систем во кој живееме. Да се надоврзам. Мислам, има ли судии кои има не мора суди, они имаат здружение на суди. Тоа здружение на суди еднаш по 3 години ако слушнеме да реагира, а реагира кога ние протестиравме за колегата Кежаровски. И тоа излезе дека ние, замислите, им правиме некој притисок. Ние искажуваме нели еден наш протест за сето тоа што се случуваше во тој судски процес со нашиот колега. И тие тогаш влесна под наводници, тоа нели тие трпеле притисок. Сега поминуваат денови, да подсетиме дека имаше уште една бомба како се договараат, нели? Да, само што ова беше многу посилна. Сега, ние ја не знам што функција има тоа нивно здружение на суди. Значи, тоа има шансата, ние не можеме никаква реформа и не може некој да ти наметне реформи, да те ослободи од такви притисоци, ако вие немате елементарно едно јадро во судството кое ќе рече не, ќе рече доста е, дека тоа им го нарушува нивниот имидж, така, интегритет. Тие такви судии, и сега ние мораме секој да речеме, да, има и честни суди. Меѓутоа, доминира впечатокот, не само од овие бомби, и пред тоа, од разни судски процеси. Замислете, јас не знам што е со таа морална хоризонтала, вертикала, етика и слично. Вие при вакви скандалозни откритија, прво во нормална европска држава, демократска, ќе си поднесе оставка од морални причини некои. И тука да не нас замајуваат дека требало судскиот процес да заврши, таман работа. Јадренко, тоа е финале да помене. Оставките се финале. Значи ние во моментот не гледаме. Не, оставка од морални причини се поднесува кога пукнува аферата. Кога ќе пукне аферата. А кривичната одговорност, судскиот процес може и 2 години да трае. Меѓутоа се држиме нели до тезата дека има и честни судии. Јас не слушнав. Но дали може во оваа партиско роднинска судска една цела спрега? Тоа е прашањето. Ќе ви дадам одговор, меѓутоа верувате сега да се одважи некој од судиите. Јас не верувам дека се уште има некој таков. Ете што, па нека се соберат, може да се како сме се собираме да го реформираме нашето. Толку е дерогирано судството, толку се деградирани судиите. Значи по функција се дерогирани. Верувајте дека и она малку доверба што постоеше во судството, сега постоја. Нема веќе никаква поента. И сега се појава тоа фамозно нивно здружение кој нити го гледа некој кога се формирал, нити кога состанча и кога донел одлука и ќе излезе веднаш кога 2-3 години што дека Јадренка со некој соопштение. И они се под притисок. Да, они се под притисок, но и да се под политички притисок, не се од новинарите. И тоа треба да си го признат самите. Кога излезе еден судија јавно, па дури кога се објавуваат пресуди да каже јас сум тој, снимете ме со камера, што не сега да им се случува, значи тој нема дигнитет. Нешто му фали. Џабе толку пари се фрлија за обука. Да, колку очигледно треба обуки реформи обука за интегритет. Приказките типот, он живее во страф од не знам што. Ма нема. Има уште една димензија, можеби легална.
нив ги брани и уставот и законите. Апсолутно. Што во случајот на новинарите не е така. Така да они имаат огромна поддршка легална и што им да се случи, третата власт. Точно, значи практично теоретски никој ништо не и може. И практично и може, да бидам искрени, како викам теоретски. Токму поради оваа причина нивните ставови во минатото нели беа, еве да ги наречам арогантни унаводници, кога вика дека не смее вие да не коментирате на нас. Значи моќта им доаѓа од законите и од уставот. Во случајот кога веќе имаме ваков процес или вакви сознанија, ако се точни, тогаш цела фела треба на некој начин да се изнасекира и да каже чекај, бидејќи ова е сериозно, најсериозно нешто што може да му се случи у негативна смисла на државата. И токму заради тоа нивната реакција или нивната нереакција е чудна. Од друга страна, моментот на преговарање. Ние сите ќе прифатиме дека поради политички ситуации, поготово поради етничкиот бекграунд во Македонија, можеби преговарања ќе се случат. Во смисла на тоа да сите граѓани во Македонија се осетат дека се репрезентирани во сите власти. Па ајде тоа некако колку што искоментирав, колку што слушав коментари, повеќе личи на партиско пазарење. Апсолутно, не гледаме никаква само партиско се вели наши застапеност. Значи наши, тоа е многу битно. Може да не е партиски член по друга линија, ама да е наш. А нашиот треба да ти одработи утре процес пресуда по желба. Тука сега да вие можете да уништите луѓе, семејства, како што се случува, тоа се процеси со лежење во притвор со месеци, казни долги. Не е шега тоа не е, како да кажам, многу е страшно всушност. Последиците од ова партиско менгеме врз судството се многу страшни. Не, тука сега да стигнем. И во Соединетите Американски држави има политички процес каде председателот на некој начин избира кој ќе биде дел од судиите или врховните судови во Америка. На некој начин има политички процес, нели, на одбирање. Еве тој момент на некој начин ќе го сфатиме. Проблемот почнува како се однесуваат судиите понатаму и каде е нивниот интегритет и морал. Ако веќе собранието избира судии, тогаш ние прифаќаме дека има моменти на преговори. Ама што прават судиите? Што би било во Америка доколку избие ваков скандал дека председателот или некој државен секретар нарачувал пресуди и слично. И тога кога ќе излезе во јавност, вака ќе биде кај нас, ние сме загрижени, нас ни е мачно да го слушаме тоа, тие на кои се однесува и тие кои го диригираат тоа, едноставно ни срам, ни перде, што би рекол народот. Токму ова спрега во судството, судска извршна власт, како да некоја длабока метастаза има, меѓутоа не е тоа од сега. Не би рекол дека од сега. Мислам дека и порано имало притисоци, меѓутоа вакви еклатантни прекршувања, нарушувања, упад буквално во правосудниот систем никогаш не имало. И ќе ви кажам дека ова почна пред некои 7-8 години, кога на функција беше друг министер, кога неговата сопруга беше во суд, нема да ги именувам, знаат кои се. И знаете што? Нити тој е тогашниот министер Михајло Маневски, ќе видиме со име и презиме. Неговата сопруга беше председател на апелациониот суд и знаете, жената нити е веќе на таа функција, нити тој министер. Меѓутоа вика со судиите со кои разговарам, ние веќе си знаеме како треба. Значи они се толку беше истренирани, они толку си знаат каква пресуда треба да се донесе, нема потреба веќе да им се јави никој. Како треба да реши, што треба да учи. Или ќе биде побараја таа нашата, ќе завршиме работа. Значи они веќе си ја знаат работата. Да, меѓутоа Филимена Маневска има моćна фигура во судството и пред низиниот сопруг да стане министер. Последниве неколку години значи тоа покажува нешто друго. Да. Не само Филимена и низиниот сопруг беа и така моćни фигури двајцата. И сега се случи пред неколку години да настане директен суд внатре меѓу нашите. Од една страна семејството Маневски, од другата страна се појави директорот на УБК и тука настана конфликт. И тука почна се делат меѓу наши и нивни. И сега се прави превага. Значи не преме муабет од типот видете по етничка основа единица и апелација и не знам кои се на македонци, не знам кои се за албанци. Сега внатре во судовите кај што се македонци се почна нашите кои се сите нели наши по дефиниција да се делат дали се луѓе на Филимена и на Михајло или се луѓе на Сашо Мијалко. Ве молам.
На што личи тоа? Пензиониран министер, судика која е пензионирана, биша председателка на апелација, неспорно, и директор на Управа за државна безбедност, и тука е судирот кој ќе биде повторно се сведоме на тефтерчето. Ве молам, мислам, едноставно не стојат работиве. Да, но пред 10 години, може би и повеќе, Американската амбасада објави еден црн список на судии. Значи, укажа од надвор дека состојбите во судството се исклучително лоши. Слушајќи през изјавата на господинот Тисини, јас делом нека се слушам со него. Тој вели реформи. Од реформи наши, мислам, ние ништо не видовме добро. Од реформа врва станува се полошо. Ама што се нарекува реформа? Најмногу реформи во судството имаме, нели? Барем ги регистрира Европската комисија. Направат што и да донесат. Извештаите. Кој ќе го каже зборот реформа, тоа нобел некако звучи. Па не знам, може и некоја реформа некој ќе успее, меѓутоа, ако ме прашате мене лично, ќе ви кажам искрено. Ја не сум за реформи. Јас сум сега комплетно да се распуштива комплетно судство и комплетното обвинителство. Значи, еден генерален реизбор на судии. Значи, не по партиска линија, не по ваши и по наши, не по македонци, албанци или не знам по која основа, по верски, политички или било како национален. Едноставно, конкурс, па кој кандидат исполни условите, тој ќе биде. Не ме интересира, апсолутно не ме интересира од која нација, од која партија или што е. Дали ќе работи по закон. Ние забораваме дека судството е третата власт во оваа држава. Ние не забораваме, други забораваат. Да, други се забораваат. Не може да се доведеме во ситуација судија која избрале, значи, слушнаме сите, јас ќе ти бидам тебе вечно должна. Јас ја разбирам жената, дека таа се вработила и сега ќе зема своји некои, не знам, плата, знаеме ствари сите. Не, меѓутоа заради таа судика треба сите комплетно. Меѓутоа не може да избере нејзин директора на тајната полиција, ве молам. Не, овој став дека сите треба да се распуштат. Затоа може директорот на тајна полиција барем 5 пати има тужено за клевета и со леснотија добива. Денеска прочитав некаде од Твитер ли кажа, замисли да те тужи Сашо Мијалков, да ти суди таа судиката Лаличич, а на врховен да треба да ти одлучува Лилија Неделков. Да, овој постојано ето така. Ги именува и повторува. Јас бев критички настроена сиве години, значи и пред 2006. Не дека немало партиски влијание и наши судии. Мислам да не се лажеме реално. Но не било во ваков степен, ова е веќе угушување. Јас изборите 2006, пред изборите јас реков исто, сега како што го слушам Љубиша, дека треба генерален ремонт да се избори. Но што се случува? Овде кај нас партиите сваќаат да ги тргнам нивните за да донесам наши, и тоа многу повеќе наши, отколку што имале овие. Извини, Јадранка, ќе те прекинам. Дали го слушнавте оној дел, оно ситно пазарење? Па ние ако им дадеме таму, па они дали ќе ни... Буквално кога се наоѓаме на зелен пазар. Не, сакам ја ќе ги остапам местото, ама ние што ќе добиеме? Кога се тоа шаховски фигури? Дали тоа не се случувало и пред 2006? Вака не. Секој е прилика да го слушнеме. Не, до ова веќе е на толку признамно ниво, но имало секогаш во сиве 25. Значи јас се надевав и се залагав да има реформа, онака генерален ремонт, нели 2006. Како што реков, нивната цел била да бидат бетер од тоа што било. И тоа го добивме ние. Каде е разликата? По овој елемент ќе видите. Никогаш претходните години Македонија не била на листите, означено дека има политички мотивирани судења. Ние почнавме со Белорусија да бидеме на листите по политички монтирани судења последниве 4-5 години. И дали некој го замисли тоа? Не замисли нас, ние како новинари, нели, па се трудиш да анализираш, анимираш темата, да се дебатира, напротив. Ама апсолутно они воопшто ги игнорираа ваквите извештаи што доаѓа од надвор, а и не мора од надвор, и ние сме ги детектирале одредени процеси дека се политички мотивирани. И преку разговорите од бомбите се потврди. Буквално се потврдија тие работи дека одредени случаи се, вие имате имате полицијата, имате инспекција, имате медиуми, утре ќе ви го одработат како да кажам, најнезаконски да изведеш нешто, вие имате медиуми, пропагандисти кои ќе излезат и ќе речат колку е ова се согласно законот. Кога една власт располага со сите овие, ја има таа моќ, и кога гледа дека и прошло еднаш, и прошло втор пат, немаат гајле, тие си продолжуваат, затоа се лагодни. И затоа да имавме, да речам, одговорна власт и на оној план морален што јас зборувам, првите извештаи што доаѓа за политички мотивирани судења
ќе предизвикаше кај нив нешто да се промени на тој план, напротив. Сакам да се надоврзам. Мислам дека токму заради овие причини ситуацијата оди над судството, над судскиот систем. Зошто? Бидејќи ние имаме проблем со целата наша политичка култура. Како нашите политичари ја сваќаат власта? Значи, они очигледно ја сваќаат власта моќни сите власти. Решението сепак за овие за состојбите во судството очигледно лежи во политиката. Но пред да продолжиме еден блок реклами, се враќаме повторно во студијата и продолжуваме дебата. На тема судство во топ тема дебатираме со Јадранка Костова, Назим Рашиди и Љубиша Станковиќ. Поранешниот јавен обвинител Љупшо Шврговски денеска изјави: јавното обвинителство е самостојен и единствен орган, но не е независен. Како после ваква изјава на еден поранешен јавен обвинител сега да очекуваме актуелниот јавен обвинител да ги преземе главните чекори и да ги разреши главните случаи, пучот и бомбата, кои се темел на политичката криза во земја? Мене таа изјава на Шврговски е многу искрена. Многу искрена. Човекот баш искрено кажува како стојат работија. Меѓутоа сега со сегашниот јавен обвинител, мислам дека ќе тешко работи. Дали човекот прифаќа дека е тоа така, само докажува дека е тоа така и продолжува да го тера тоа така, тоа е веќе негово право на размислување. Мислам дека со секој измина час тој човек самиот си прави проблеми себе си. Зашто неговиот легитимитет е толку нарушен, не само неговиот, се почна да спомнуват и јавното обвинител во јавното основното јавно обвинителство за гонење и организиран криминал, Јован Илиевски. Нели повторно па некоја родбинска врска и така натаму. Нема тука легитимитет. Ке ви кажам зашто. Марко Зволевски има доволно докази донесени. Дали се вика тоа пуч, дали се вика прислушување, да едноставно може да постапи. Ако се сведува на пуч да се одземе само пасош на лидерот на опозицијата и да каже дека тоа е некоја шпионска афера, знаете што, никој веќе таква приказка не може да поверува. Шпионска афера имавме пред година дена, знаеме како завршија луѓе. Од друга страна, прислушување кога се носат материјали, се носат докази, не ги знаеме кои се, излегуваат некои докази кои се од пимерки, на друга страна и сето тоа тече. Знаете ли вие дека до пред само една година истиот Марко Зволевски биве притворил за обичен джепна кражба. Не за вакви тешки дела. Верувате дека нема да размислат 30 дена ги добиват у старт. И сега ќе ми каже некој дека имаме мега скандали, а во јавниот видео не го слушаме, не го гледаме, не се огласува. Нити он, нити обвинителот за организиран криминал. До пред само неколку месеци, апсолутно не. До пред само неколку месеци имавме секој 15 дена нов предмет од организиран криминал. Сега немаме ни еден. Малку е нешто не штима. Колку долго може вака да трае истрагата и нема ограничување? Мислам дека црвената линија се премина. Значи, после првите бомби, што беа отворени, мислам што ги слушнавме, тоа е за мене најтрагичниот момент кај нас. Не се случи ниту еден да почувствува одговорност, морална и да се повлечи. Навистина тој би бил херој тоа да го направи. И они сега, како велат, се дала бабата банка да се фати ворото, две да излезе. И мислам дека се повеќе ќе забраздуваат дури до работи кои еден ден ќе бидат казниви. Од тоа нема да можат да избегаат. Затоа што ова е една вонредна ситуација. И нека не нафрлаат некои тези во смисла на овој начин се уривале институциите или слично. Институциите ги урнисуваат оние кои се на функции во тие институции. Ако тие работат како што треба, што може да ви направи некој ако ве искритикува или ако ви открие позадината како вие работите? Ние сме имале една антикорупцијска првиот состав која си создаде еден позитивен имидж на стручна со интегритет. Значи, луѓето стекнаа доверба во таа институција. Да, ете, Малиновски го имавме на почетокот. Така, сега имаме една антикорупцијска
знаете дека постои, дека нешто работи. Кој ќе им гурне са? Ја можам што и да кажам сега, тоа не е доволно. Може би се подготвуваат за реизбор, да. Како илустрација го кажувам. Заборава дека и ради непостапување се одговара. Знаете, постои во законот злоупотреба на службена положба и властување и за непостапување. Тоа не сме слушали. Ама видете, за непостапување, зашто некои упорно ви кажува дека нешто не чини и дека нешто се греши, а вие не постапувате. А тоа ви е обврска. Значи, обврска за која сте платени. Од сите овие граѓани сте платени, вие извршувате некоја функција јавна. И ви велат, ало, овде нешто не штим. Има некој проблем. И сега имаме такви скандали. Значи, правосудството е урнисано. И онаква степена довар беше никако, сега е урнисано, никој ништо не презема. Не, затоа со силата, значи од старт премиерот при оно обраќање на нацијата, кога вети каков судски процес, уште обвинение немаше за случајот, значи си кажува кој е газда на судството. Зошто они цело време никој не ги коментира изјавиве од снимките, ние тоа на суд. Тие судот се гледа како си го чувствуваат, како свој амбиент. Затоа секојаш кој ќе, а тоа почна кога ги окупираа сите, Уставниот суд беше последниот кој го земаа под контрола. Едно од решенијата кои се предлагаат на политичката криза и опозицијата го бара е смена на јавниот обвинител, бидејќи нели заради сета недоверба. Тоа е можно да се стави на преговарачка маса, ако дојде до тој политички диалог, иако во моментов не изгледа дека има шанси наскоро да се случи. Дали идниот јавен обвинител, доколку се постигне некаков договор, треба да биде странец или од тука што мислите решили? Дали да биде странец е теоретско прашање за мене. Зошто го велам ова? За мене е битно и не само за мене, верувам за сите граѓани, да биде човек кој ќе биде избран транспарентно и кој ќе води институција на која луѓето ќе им веруваат. Ние имаме проблем у државата со сите овие недели, бидејќи ниедна институција, не само судската власт, него извршната власт и сите нели други власти, луѓето више немаат доверба. Ја ова и сум го пишувал и ќе го кажам и сега. Ја мислам дека ако не знам, лошиот непријател на Македонија сакаше да ја направи на Македонија лошо, ова не ќе можеше да постигне. Иронијата е што сега ова се случува под одредена партија која е патриотска, па ако е толку патриотска ќе градеше држава која сите ќе се гордеја со државата. Ние сега гледаме дека сите институции во суштина се уриваат као кули од песок. И тоа од внатре. И ова е тотално незамисливо. И тоа е за лични интереси на И тоа е тотално незамисливо. Сега кога сме кај судството, за волја на вистината, кај албанскиот дел од граѓаните, голем дел од оваа ситуација веќе беше позната, бидејќи има редици судски процеси каде сите на некој начин беа свесни дека вакво нешто се случува. Ја не се согласувам дека само кај Албанци. Не, морам да истакнам. Не, претходно, Сања, морам да кажам, претходно поради различни причини ова чувство постоеше меѓу албанските граѓани. И сега гледаме дека они толку не се изненадени, бидејќи на некој начин ова го очекува. Тоа што е позитивно, ако може да кажам, е сега дека сите сме исто и гледаме дека политиката влијае таму кај што сака поради одредени интереси, а не поради етнички причини. И тука е моментумот, можеби, кој ќе створи нова ситуација во Македонија, каде сите веќе ќе почнат да се борат и веќе тоа го слушаме надетнички за институции кои ние ќе ги веруваме. Да, пазарињата се меѓу ДУИ и ВМРО, не се... И сега тука е круцијалното. И за меѓународниот фактор, дали каква роља треба да има. Прво, ние тука во Македонија треба да ги сфатиме или да сфаќаме дека сите меѓународни елементи кои ќе дојдат ќе ни бидат пријатели. Ние сега сите челници што се или тие чинители што се во општеството, ова чувство го немаат. Ако гледате, ние имаме тези дека во суштина се што ни се случува ни доаѓа од надвор. Во ваква ситуација ние имаме проблем. Кој е тој од надвор што ќе дојде? Заради тоа во почетокот реков не е битно дали ќе биде странец или не, него дали ќе биде дали ќе го веруваме дека 2006 кога дојде оваа гарнитура на власт, предлагаше странец јавен обвинител.
дури беше спомнато една романка требаше да дојде, ние забораваме. Да. Се поставя прашање зошто не го воведате? Ама што ако ние имаме странец и он ќе подклекне под влијание? Дали тоа е гаранција? Имаше афера на Косово, нели? Таму е странец јавниот обвинител и голема афера поради други причини. Не, поентата ми е и странците кои ќе бидат тука, било кои и кои ќе се вклучат во било кој процес. Дека не може да бидат гарант. Да, и колку ние им веруваме, значи ние како чинители во општеството очигледно е дека ни треба судија и треба да бидеме коректни, да кажеме дека некој судија во смисло на кој ќе ни направи баланс во преговорите. И сега сите чинители треба да бидат да прифатат дека таа одредена личност или таа институција надворешна ќе биде судијата кој ќе балансира во преговорите. Значи за посредништво повеќе зборуваме во тој случај дали се странци или не е толку битно ако е човек или институција кој сите ќе му веруваат. Но најбитно од се за мене е тој што ќе дојде во начело на институцијата обвинител, сите да му веруваат. Има ли такви луѓе? Сакам да го прашам, бидејќи пред малку Љубиша спомена нели првиот министер за правда Маневски со неговото влијание во судството, но се покажа дека дојдоа министри за правда од УИ, еден па втор. Видовме промена на подобро? Не. Дали албански граѓани кои се незадоволни од судството, им се намалува довербата кон ДУИ сега? Затоа што тие имаат министер за правда колку веќе години? Значи, повтори ги ставаме работиве ДУИ, ВМРО, македонци и албанци. Значи, луѓе, треба да сватиме дека сите сме во иста каша. Во реде. Друго ми е поентата, значи станува збор за систем. Нема значи, подобрување, апсолутно. Персоналните решенија, дали ќе се смени министер за правда или во вакви услови. Со јавен обвинител е веќе друга. Сега, јас каде гледам некако грам надеж, да речеме, дека дали после 25 години се се случува една катарза од наталожените сите тие глупости, партизации, истегање на судството и искривување на правдата. Дали е ова таа една точка, како што таков споил систем имале на почетокот и други демократи. Во Америка им го убија председателот Гарфилд од еден незадоволен член на партијата на кој му било ветено функција вработување, а не му било остварена. И тоа е таа една точка кога американското општество вели дајте луѓе да ги партиите да тргнат шепите од одредени области. Значи, доколку е тоа, доколку е ова, според мене, таа една катарза која ќе не здрма сите и да речеме, не е битно која националност, не е битно ни партија, луѓе во интерес на сите нас граѓани. Сега за јавен обвинител, ја дури би дала и ваков предлог, нек се избира на непосредни избори. Мислам, дали има време или не говорам сега во моментот, како решение на политичката криза. Говорам. Во моментов се предлага како дел од решението на политичката криза. Да бидете убедени дека албанските политички субјекти како никогаш досега се под притисок и притисок на јавноста од се тоа што гледаме во социјалните мрежи, колку е огромна недовербата кон нив. И тука почнува нов процес некако граѓански, каде сите бараат правични институции. Уште нешто само да кажам. Уште пред ова да се случи, притисокот од урбаната, да кажам, популација или граѓанство помеѓу албанците, кон политичките албански субјекти беше за непрофесионалноста во сите институции. Бидејќи тоа што веќе се гледа е партизација, огромна партизација и не водење грижа колку се луѓето професионални да ги бранат интересите на граѓаните во тие институции. И сега ова што се случува само што на некој начин го поттикнува уште повеќе овој притисок. Но кога го велиме ова не го исклучува во никој случај и не ги исклучува политичките партии. Они повторно ќе бидат дел од решението. Мораме тоа да го сватиме. Проблемот е што ние веќе треба јавно да го кажуваме е дека овие политички партии не треба да се идеализираат дека ќе бидат водени само од овие личности. Па вајда во Македонија има и други личности кои може да дојдат на чело. Значи, политиката ќе биде вклучено, но проблемот е токму во начинот на кој функционираат партиите како султан партии.
И тие тоа го пресликуваат на ниво на држава. Тука се наметнува дали тие има демократски Точно. капацитет да ги спроведат. Како тогаш? Точно поради тоа кога почна оваа дебата, ја целиот проблем го гледам дел од политичката култура. Ние се шокираме, а на некој начин сите викаме дека знаевме докаде оди или докаде во суштина не се воопшто сватени демократските вредности. Ние ги гледаме нашите политичари дека зборуваат за демократија, а во суштина они ништо од тоа не е дел од нив. Имаат ли граѓаните време да чекаат да ги научат? Ја мислам дека граѓаните немаат време, ама очигледно ние сфаќаме дека мораме да поминеме врз одредени процеси каде сите да сватиме колку во суштина е битна независноста на судиите, на судството, колку е битно независноста на медиумите, колку и како треба да одговараат политичките партии кај граѓаните. Ова што го кажувам сега е толку реторика и на некој начин самиот себе си мислам колку е банално, ама во суштина ние треба да се свртиме square one, како се кажа, во првата точка на демократијата, коцка на демократијата и да почнеме уште еднаш да зборуваме за сите овие работи. Очигледно дека ништо не сме научили. Да се вратиме на јавниот обвинител, Љубиша. Дали има таква личност во Македонија која може да го заземе местото на сегашниот јавен обвинител и да ги доврши сите овие истраги? Дали ќе треба меѓународна помош евентуално или некое друго решение? Како дел од целата криза? Ако не ги знам сите, барем 90% од обвинителите ги знам. И ќе ви кажам дека се уште има таму честни луѓе, со име и презиме. Значи нема се ги персонализирам кој се што се, меѓутоа има, верувајте, таму стварно и големи професионалци и многу честни луѓе кои би си одработиле работата. Меѓутоа, повторно ќе кажам, се уште е влезено тоа некако во подсвест. Не можат кога единка да настапи и да рече да, јас сум тој и тој со име и презиме, да го со својот дигнитет, со својот авторитет, јас ќе настапам така контра целото јавно обвинителство. Добро, јавно обвинителство е малку поинаку поставено со судството, меѓутоа тоа е како да им е влезено во подсвест. Што утре? Знаете, они се плашат да го направат тој пресудниот последен чекор. Едноставно се одважат. Добро, клучот е сепак кај политичките лидери. Блок реклами, па се враќаме на дебатата. Додека очекуваме решение, лидерот на опозицијата Зоран Заев продолжува да бомбардира. Премиерот Груевски, лидер на ВМРО ДПМН, одговори со митинг, покажувајќи масовност. Каде се решенијата? Како во оваа ситуација може да очекуваме дека ќе седнат на некаква преговарачка маса? Ќе седнат ли? Па еден ден ќе мора да седнат, мислам, не знам докаде би можело да се развива кризава. Таа станува се подлабока и подлабока. Мислам, тие митинзите со носење со автобуси, со сандвичиња ми се, не знам, мене смешни, но јас разбирам дека султаните во партиите имаат потреба, нели, да ја покажат поддршката пред своето членство, храбрењето. Ние седнале, не мора да се седне, нели, ќе се развива работата, дека ќе мора, тие се тие партии овде, но проблемот е што ние менувавме начин избор на судии, например. Едно време судски совет предлага, па ги избира собранието, па кадровска комисија за избор и менување. Па и да сега ќе ги избираат дел судиите на непосредно глас. Се сменија неколку начини на избор на судии, но тоа не промени ништо да добиеме подоблесни судии со интегритет, храбри, кои ќе одолеат на партиските и политичките притисоци. Излегува дека остана начинот ист на именување. Па еве ние, значи, само формата. Вие можете, еве, како со новиот тендеривен или закон, да не биде во 4, ајде се согласат. Толку пати се менуваше законот и формите, но ние корупцијата, суштината не се промени. Тендер и натаму по една фирма. Да, затоа говорам дека проблемот е во таа филозофија партиска на водството. Видете кај оваа гарнитура, таа смета јас победив и сега не треба никакво мислење да есапи, може да прави што сака, да ги окупира сите институции, да им служат на нив. И видовме што се случи во собранието на 24 декември. Мислам, знаете што?
такво тепање, лечење на претениците, па тоа во затвор и дризаво чувар да удари затворени, ќе биде за тортура прогласено. И тие излегоа и рекоа, ние спречивме пуч. И јас тука се шокирам во нивните објаснувања на одредени работи. Значи, што тие подразбираат под демократија, тоа е всушност еден авторитарен и тоталитарен режим. Да владеат авторитарно, да имаме тоталитарна држава, а тие да речат ова е демократија. Значи, па ова да ви кажам дека Сојуз на комунисти на Македонија не држале партиски, немале партиски штаб во секретаријати и министерства. Добре. И овие тоа го прават и се среќни со тоа. За решението да зборува. Хавел рекол, полоши од комунистите се антикомунистите. Така да па не се антикомунисти. Па нели, не знам како да ги тежнија да го пресликат комунистичкиот модел, нема. Решението најверојатно ќе дојде со преговори и мислам дека тоа се веќе е очигледно, сите тоа го кажуваат, се покажува. Проблемот е, повторно ќе кажам, колку тие решенија ќе бидат во очите на граѓаните сватени како што треба или најбитно за државата, колку луѓето ќе им веруваат на институциите. Има различни решенија, да речеме во клучните, нели, најделикатните институции, можеби, да речеме, дел од решенијата да биде така да опозицијата да ги именува или да ги бира тие челници на институции, па така власта ќе покаже дека ние немаме ништо што да криеме, еве, опозицијата ги бира тие луѓе и нека институциите продолжат да работат. На некој начин ова е еден пример кој може да дојде до решение. Па ние мора да поминеме на процес. Да, сема да се легитимно однесувањето на политичките партии да тежнат да освојат правосудниот систем. Апсолутно ми е легитимно. Меѓутоа нелегитимно ми е да правосудниот систем не покажува отпор. Не покажува никаков отпор буквално. Да, зошто не сега да биде истинска трета власт? И така да ова што го зборува Назим, мене е поиќе форма. Дали ќе ги бираме вака или ќе ги бираме онака? Мене ми треба суштина. Мене ми треба одговор од другата страна. Како да се елиминира тоа подаништво? Јас реков, каде е клучот пак? Во политиката јас предналку реков, за мене генерален реизбор комплетен, значи комплетно правосудство, суди и треба да ги избира. И пак ќе се ставиме ќе се договориме околу формата на избор. Ќе се договориме. Дали тоа ќе биде некој од надбор ќе ни сугерира. Имаш и таков предлог на времето, меѓутоа ајде. Дали ќе се договориме во нашите форми, во институциите. Меѓутоа, мене овој вториот дел некако не ми оди од причина што нашите комплетниот систем, нашиот естаблишмент е веќе дерогиран. Знаете, преска еден го спомна премиерот го слушнаме барем 10-15 пати кој рече он не се меша во правосудство, тоа нема појма што се случува. И одеднаш кога се појава човекот, имаме еден пуч на 24 па ни се овој на 31 јануари. И сега кажа како ќе се води постапка од почеток до крај. Не, има доверба во судството, денеска и повторно носи кривични пријави. Не, тој си даде за право да биде и полицаец. Еве ја немам доверба во судството. Но еве ќе поднесувам некои затоа што сакам да ги предизвикам. Еве да ги видам како ќе судат на ја немам друго судство овде. Немам каде. Ја и планирам со овие процеси за клевети, еве, ние чекам од Врховен суд и Уставен, ќе одам во Страсбург. Јас немам алтернатива каде, а јавно кажувам дека немам верба. И ви тврдам дека и Врховен и Уставен ќе пресудат во полза на Мјалков, што не тужи. И сега ја тоа го знам. Но еве сакам да одам понатаму. Таа теза дека опозиција, па каде? Ги објавуваш снимките, ќе речат дека всушност и некакви докази, сепак мораш да се обратиш да ги предизвикам. Ова е предизвик за господинот Зврлевски и екипата. Еве ги предизвикувам, ќе ви ги давам материјалите, доказите и да видиме што ќе направите. Тоа се вика траги. Така се нарекува, се вика трага. Едноставно оставам нешто поздимен. Чески ги дори тоа не значи дека верувам. Ќе ве затрпам со докази. Меѓутоа, проблемот е дека договорите на докази. Видете, немавме за Македонска банка случајот кога го покрена. Мислам, циркузантски ми беше да не дозволиш вештачење на телефонскиот разговор. Да се извештачи. Мислам дека заедно денес имаме признание на јавниот обвинител, поранешниот јавен обвинител дека тоа е неговиот глас, неговиот разговор.
И сега уште ги се сомневам, или уште Марко Зврдевски сега. Некој од јавните обвинители кои што постапува, не знаме кој постапува, ќе се сомнева дали е тоа така или не. За Македонска банка, обвинителството да го не постапува така и да се оди со тужба за клевета. Те молам, мислам, што да очекуваме ние од афера Вапуч? После тој циркус што го видовме како одлучува обвинителството и судството. Секој што бере 15 минути работа со обвинители ќе ви каже да имаше сега јавен обвинител, ќе влезеше во МВР, ќе влезеше во УБК, ќе сардисаше се што има таму. Ќе го направи да во Телеком и ќе ги собереше доказите. Сами ќе ги видиш, не да чека. Вакви радикални решенија. Не се радикални решенија. Ја мислам дека во последните 20 и неколку години, скоро 25 години, Македонија не била во посериозна криза. Во 2001 ние имавме криза и од дистанца ако гледаме, тогаш дел од граѓаните, албанците, нели, и немаа доверба кон институциите и се случи тоа што се случи. Сега ние имаме ситуација кој никој нема доверба во институциите и заради тоа решението нема веќе да. И токму поради оваа причина треба граѓаните да бидат први, да бидат убедени и да било кое решение. Ние сепак ќе зборуваме за форма, Љубиша. Содржината да биде нели таква што луѓето да веруваат. Видете, се сеќавам нели на изјавите кога беа изборите, па кога се нели се кажа од премиерот дека беше безпрекорно чисто, само 2% таму имаше проблеми, али дурајки кај албанското население. Сега гледаме дека од тоа што слушнавме дека имало свашта во изборите. Така да токму поради овие причини веќе изјавите на политичарите не се ни толку битни колку што е битно како ќе се перцепира тоа кај граѓаните и колку они ќе веруваат. И тука почнува големото прашање, ама од друга страна тоа што го кажавме кога беа рекламите, можеби и позитивниот момент каде што на некој начин етничката димензија паѓа долу и сите гледаат кон по-цивилно решавање на овие проблеми, каде што сите ќе сакаме јаки институции на кои ќе им веруваме. Па можеби ова... И пред крај на дебатата, додека се занимаваме со политичката криза, децата излегоа на улица да си ги бараат своите права и велат не за партиските поделби. Да ги видиме нивните изјави од вчерашниот протест на средношколците. Баталете ги сите политички партии. Ние сме вашата закана. Од нас треба да се плашите вие кои што ја изневеривте довербата. Имаме 3 години пракса од екстерното тестирање, дека екстерното тестирање не вродува со плод. Ние сме тука тоа да го искажеме и јавно испративме барање. Тоа треба да се спочитува, бидејќи ова се луѓе кои што развија критичка свест, увидуваат 3 години дека нешто не е во ред и сега се обидуваат истото да го спречат со математиката. Не за математика! Не за математика! Не за математика! Ние сме како прва медицинари и нема потреба ние математика да полагаме. Мислам не само за медицина, општо за сите зборувам. Ако не слушнат, ќе продолжиме на овој начин. Тоа е тоа. Остануваат вашите барања? Да. Остануваат. Се дека не се одобри тоа. Дека не прекинува. Дека не прекине. А ќе прекине за брзо време, зашто знаеме дека ќе ги добиваме нашите права за кои се залагаме. Ево го демократскиот капацитет, веројатно за кој го бараме, го покажа нашите средношколци. Не за математика, само за математика, ли не? Не знам дали е за математика, само за математика. Не знам дали е за математика, некој вика дека математика да треба, некој вика дека не треба. Гледаме дека и Министерството за образование останува на тоа дека ќе има математика, меѓутоа денес најавија јавна дебата. Да, меѓутоа, па токму тоа сега да кажам, средношколците го направија што претходно го направија студентскиот пленум. Едноставно ќе натераат овие институции на државата почнат да ги прашуваат за нешто. И средношколците кои студенти покажа дека се малку попаметни од овие државни институции и тие што седат таму и што ги раководат. И мене ми е тоа најубавата приказка. Јадренка? Да, најубавото нешто што се случи во овој период е и студентскиот пленум, и средношколциве, и мене тоа ме радува, како што реков, демократскиот капацитет е не 0 под 0 на актуелниве гарнитури. Ме радува една вака нова свежа генерација, да раста деца кои знаат што сакаат да се борат за своите права. Затоа зборував и судиите треба да се изборат. Граѓанска е приказката. Па граѓанска, тоа е најдоброто.
Значи сите се во истиот проблем. И не е само Така не само за тоа математика или не или да. Овие граѓани треба да се борат и за друго нешто, за да живеат во држава која ќе биде на вистина пријатен демократски амбиент за секој граѓанин. Бидејќи се пласираат некакви тези, не, студентите само тоа да си гледаат образование. Па ние, што ќе се случуваше 41-а, ако само млади деца, па видете, тие се револуционерни, тие се бунтовни. Значи, ова е за мене, како што реков, најубавите моменти од овие месеци, од студенти до Моје мислење е дека на некој начин рефлексија на недовербата кај институциите, бидејќи слушаме веќе долго време како студенти кои не знам цела година имале петка, па после тие тестови нели добивале помали оценки или обратно. Така да целата тоа слика што ја гледаме е рефлексија колку во суштина они немаат доверба во системот, а од друга страна, што гледам позитивно е дека на некој начин ги учи и властите дека треба сите чинители да ги вклучат кога се прави некаква реформа или некаква промена. Сепак живееме во време каде што можеби не сите го истакнуваат јавно тоа што го мислат поради X причини, но очигледно сите знаат што се случува, така да. Но децата не треба да ги образуваш да бидат послушници. Очигледно покажаа дека не се. Како што имаше и во разговорите, нели, што беше изнервиран министерот, паметен, вреден се, ама не се покорил доволно. Затоа реков. И овој амбиент да не престане било која власт да има. Затоа што нас може некој сега ни делува, не знам, мислите дека е супер алтернатива ќе дојде, власта ќе го расипе, ќе се разочарате. Јас затоа никогаш не типувам на не знам ова е добра алтернатива. Јас ја гледам власта како е. И ова граѓанство разбудено никогаш да не престане да реагира, да речем, на сите девијации. Да поставува прашања, да поставува дилеми, тоа е битноста. На некој начин не води на почеток можеби на дебатата. Ова можеби е почетокот на една нова политичка култура каде тие што ќе дојдат на власт нема да бидат исплашени, нема да бидат прво исплашени од поставување прашања. Очигледно дека граѓаните треба да поставуваат прашање и власта не треба да заборави дека на крај крајва они се тука поради граѓаните и за граѓаните. Мене средношколците и студентите ми пренесо една порака мене. Не знам дали свати власта, пошто на мене беше да власта. Не да ни нудите вие што ќе ни понудите. Ние што ќе ви побараме. Не ни нудите тоа што нас не ни треба. Понудите оно што нас реално ни треба. Ова е подобра опција отколку да бегаат од државава надвор. Да се надеваме дека ќе ни останат. Тука ја завршуваме вечерашната дебата во топ тема. Останете со Телма и имајте пријатна вечер.